Велат дека мотивацијата е движечкиот фактор за нештата што ги правиме. Ако се мотивирани, ќе направиме нешто. Ако не сме мотивирани, нема да го направиме. Ако сме доволно силно мотивирани, ќе правиме големи работи. Така велат. Силно мотивираниот човек прави големи нешта. Имало случаеви кога 50 годишна мајка, 50 килограмска мајка, хај така да кажам, кревала цела кола, гледајќи го детето под колата, сгазено. И доаѓа сила. Грижејќи се за животот на детето, загрижена, ќе крене цела кола. Колку пати родители, и јас сум го правил тоа, у 3 сат после полнок на компјутер бараат некако решение за детето, кој има температура, си му дал лек, си го мачкал со ракија и други работи и никако да падне температурата. Па ќе бараш, мотивиран си. Што нешто студентите ги тера цела вечер да седат на книгата, иако срцето им плаче за спиење, меѓутоа седат, зашто знаат дека ќе има испит. Мотивирани се од желбата да го положат испитот. На спортските канали може да видите во Германија, Англија, таму каде што сега е ладно веќе, многу ладно, луѓе седат на трибините, завиткани со шалови, со капи, на минусни температури и се мотивирани да седат на ладно и да го бодрат клубот. Зошто? Реки се надеваат дека нивниот клуб ќе доби. Имат мотивација. Доволно се мотивирани да седнат во ладно. И размислувајќи за овие работи, така ми дојде на ум прашањето, а зошто па ние христијаните не читаме доволно Библијата, онолку колку што би требало да читаме? Зошто не се трудиме, не се стрееме за богоугоден живот во сите области, за свет живот во сите области? Зошто повеќе внимание одделуваме на други работи, седиме пред телевизија, гледаме серии турски и секакви, и шоу различни српски, Гранд, Пинк, а не му говориме, не го предупредуваме загубениот човек за пропаста, за смртта што го очекува. Зошто не ги правиме тие работи? Очигледно нешто недостига. Зошто таа духовна млакост? Од каде е духовната млакост во срцето на христијанинот? Недостига мотивација. Нема мотивација. Не е мотивиран. Ако имаме правилна мотивација, ако сме доволно мотивирани, ќе го правиме сето она што Бог го има за нас. Значи, како што веќе кажав, го изучуваме текстот од првото послание на апостол Петар, каде што се говори за светост, животот во светоста. Видовме минатиот пат дека светоста не доаѓа по автоматизам. Кога ќе поверуваме светоста, не паѓа врз нас и веднаш не добиваме ореоли. Треба човек да се бори со похотите. Рековме дека животот во светост започнува овдека, преку преобразувањето на умот. Апостол Петар предупредува дека не треба да живееме според шемата на овој свет, туку да живееме според шемата што Бог ни дава за живење. Овдека се победува гревот. Овдека се добива битката со гревот, во умот. Ако ние во умот го решиме проблемот со гревот и се подготвиме за свет живот, тогаш и зборовите, и поведението, и постапките, и се друго ќе ни биде онака што Бог сака во светост и праведност. Се започнува со умот. Зависи со што го храниме нашиот ум. Пред некој ден прочитав едно убаво размислување на млад човек за турските серии. Тоа вели, според истражувања, човек, за да стане да стане специјалист, така да кажеме, во некоја област, треба да одели 10.000 часови за таа област. Во размислување, во учење, во истражување. 10.000 часа. А нашите истражувања во Македонија велат дека македонецот просечно седи 5-6 часа пред телевизорот. Најголемиот дел од времето пред телевизорот е за гледање на турски серии. А најмногу од турските серии има лелекања, плачења, барем тоа можем да го слушаме од телевизорот, од кај тетка ми таму од собата, лелекања, колнења, интриги, задкулисни игри. А 10.000 часа седење пред телевизорот се 5 и нешто години.
Значи за 5 години, а веќе 5 години ние имаме турски серии, за 5 години нашиот народ станал специалист во интриги, проклетства, колнења, интриги, плачења, лелекања и такви работи. И не би требало да не зачудува зошто е таква целокупната состојба во општеството. Апостол Петар предупредува: внимавајте со што го полните вашиот ум, со што го храните умот. Дали се храните со ѓубре, со отров, или пак се храните со словото, она вистинското млеко што му е потребно на човекот. Значи, животот во светост се придобива со борба. Борба против похотите. Рековме дека светоста е разграничување, одделување од светот. Тоа значи дека е потребно да застанеш против светот, против целиот свет. А за тоа треба мотивација. За животот во светост, за да се живее живот во светост, за да се подготвува умот, за да се води борбата против похотите, да се има поведението на Бог, е потребна мотивација. Правилна мотивација. Ако недостига мотивација, нема да го има сето тоа. Зашто, како што кажав, светоста не доаѓа сама по себе. Таа се работи на светоста. А се што се добива со работа, треба да биде мотивирано. И затоа апостол Петар веднаш, после упатствата, како да се живее во светост, ни дава еден текст од 17 до 21 стих, а како можеме да бидеме мотивирани да градиме живот во светост. Која е мотивацијата? Тоа е темата на овие неколку стиха што веќе ги прочитавме. Мотивацијата за живот во светост. Треба да бидеме мотивирани. И основната идеја на апостол Петар, или основната мотивација е фактот дека Бог, нашиот небесен татко, во исто време е непристрасен судија, кој ќе не испитува, испит ни подготвува. Бар од нас отчет. И второ, нашето спасение не е изработено од нас, не сме го стекнале, не сме го заслужиле, туку е платено. Нашиот откуп е платен со висока цена. Скапо сме платени. Имаме скап откуп. Платено е не со злато или сребро, туку со скапоцената крв на Исус Христос. И затоа животот во спасение не е ништожен, туку е многу скап и затоа треба да се живее во светост и во праведност. Цената што е платена за нас не мотивира да го живееме оној живот што Бог го има за нас. Скапата цена со која сме платени. Еден роб, кога бил купуван со злато и сребро, кога бил откупуван и ослободен, многу го почитувал оној што го откупува. А ние сме откупени не со злато или со сребро, туку со скапоцената крв на Исус Христос. Ајде да видиме сите овие работи, да ги разгледаме во текстот. Како тоа апостол Петар ни го представува. Прво вели: и ако го нарекувате татко оној кој непристрасно го суди секој поединец според делата, поминете го страхопочит времето на својот животен пат. Ако Бог, кој го нарекувате Отец, во исто време е и вашиот судија, кој суди непристрасно, тогаш целиот живот треба да го поминете во страхопочит. Која е идејата овдека? Прво, фактот дека Бог е нашиот небесен татко. Бог е нашиот небесен татко. И во тоа разбирање влегува сето совршенство на односот татко, дете, родител, дете. Се она што е возвишено во тој однос. Децата имаат посебно место во срцето на родителите. Посебното место го држат децата. Тоа место во Божето срце го имаме ние, како негови деца. Ние имаме посебно место во срцето на Бог како наш небесен татко. А секој родител гледа на посебен начин на своето дете. Ние ги сакаме сите деца, но на посебен начин ги сакаме своите деца. Моето дете. И тоа е вистината. Кога има прирадба или некаква друга активност во која учествуваат повеќе деца, различни деца, погледнете ги очите на родителите. Ке видите дека секој си гледа во своето дете. И тоа е нормално, тоа е вистина. Дури на вообичаените работи што ги прави моето дете, во моите очи изгледаат некако посебно тие работи.
Моето дете најдобро реди коцки. Знаете таа шега. Во градинка родителите ги гледале децата како си играат, редат коцки и некоја мајка рекла: гледате, моето дете најубаво ги реди коцките. Што има, каква техника треба во редење на коцки? Меѓутоа, во очите на мајката, нејзиното дете најдобро ги реди коцките. Во Божето срце ние имаме посебно место, специјално место како негови деца. Во односот родител-дете е вклучена грижата. Секој родител покажува специјална грижа кон детето. Нема родител кој не би го платил сето, да им би го дал сето богатство. Милиони би дал, ако е потребно за здравето на своето дете. Секој родител би го направил тоа. Секој родител би си го дал животот за да го спаси своето дете. Тој однос е вклучен и во односот меѓу Бог и нас како наши деца. И при тоа треба да кажеме дека ако ние родителите кои не сме совршени, имаме грижа кон нашите деца, треба да веруваме и не може да се замислиме каква е грижата на совршениот Бог. Зашто Бог е совршен во се. Тој е совршен и во грижата што ја покажува кон нас. Во односот родител-дете е вклучена нежноста, милоста. Мило име на родителите да ги гушкаат децата. Кога се мали, како бебиња, се насладуваат. Потоа кога ќе пораснат, им седат во скутот. Кога беа мали, моите деца ги носев на вратот за да не се мачат, сега веќе не може Мани и Лидија, дури Емануел. Но пак останува она радост, мило мојен родителот кога ќе седне и ќе може да покаже нежност во разговорите, кога се споделуваат тешкоти, маки, грижи, и во тоа има посебен однос. Нашиот пак небесен татко е совршен во тој поглед, во споделувањето, во тоа родителско, нежно, милозливо споделување. Совршен е во тој поглед. Значи, имаме ние Бог, кој е нашиот небесен татко, кој покажува и совршна љубов, и совршна грижа, совршна добрина и милост. Но овдека текстот вели, апостол Петар предупредува, тој ист татко, полн со љубов, е и непристрасен судија. Ние сме, како родители, пристрасни кон своите деца. Грешките на нашите деца не се толку големи, колку грешките на другите деца. Но Бог не е како нас. Бог е совршен во секој поглед. Бог е совршен и во поглед на праведноста. И тоа е и нашиот судија, вели овдека апостол Петар. Апостол Павле. Петар, да. И тоа би требало да не предупреди во нашето поведение. Неколку работи, неколку интересни зборови користи апостол Петар. Говори за животниот пат, знаејќи дека Бог е нашиот судија кој непристрасно суди, со страхопочет да го поминуваме времето на својот животен пат. Фразата животен пат е интересна. Не знам колку добро е преведена, меѓутоа истиот збор овдека, што е употребен во овој стих, е употребен и во 2.11, 2 глава 11 стих, и таму пак е преведен како тугинци. Истиот збор. Тугинци. Овдека животен пат, таму тугинци. Истиот збор е во прашање. Зошто различно, не знам. Идејата е за истиот збор пак се е употребен во Дела на апостоли 13-17, каде што се објаснува она време, се опишува она време што евреите го поминаа во Египет како тугинци. Тоест идејата е истата она на почетокот на посланието која вложува апостол Петар за нас како тугинци во овој свет. Тоест ние живееме овдека на земјата ограничено време. Треба да го гледаме нашиот живот не од земна перспектива, туку од перспектива на вечноста. Ова што го правиме на земјата е ограничено, определено време. А за нас главното е вечноста. Затоа на целите, на вредностите не треба да гледаме од земна перспектива. На нашето поведение не треба да гледаме од земна перспектива, туку она што се бара вечноста. Не треба да се стрееме кон земните вредности и награди, зашто тие се ограничено време. Имат почеток и крај. Треба да гледаме на вечните нешта. И
Тоа е поентата. Значи, целиот живот што го имаме на земјата, тој животен пат што го изврвуваме, треба да го поминаме во страхопочит. Зошто? Затоа што во вечноста ќе бидеме оценувани со вечни вредности. И тоа треба да биде нашиот приоритет во животот. Не стремеш кон земните нешта, туку кон оние кои продолжуваат во целата вечност. И тоа е таа идеја вклучена во зборот животен пат. Целиот наш земен живот треба да биде погледнат од една поинаква перспектива, од вечна перспектива. Да го живееме од вечната перспектива. Другото нешто што овдека исто така е интересно, е она зборче што е преведено како поминете го. Поминете го со страхопочит времето на својот животен пат. Збор што поминете, истото она зборче што во 15 стих беше употребено, минатиот пат го разгледавме, зборчето поведение. Таму пишуваше бидете свети во сето свое поведение. Се тука пишува поминете, а таму пишува поведение. Идејата е вашето поведение, сето ваше поведение, во целиот животен пат да биде во страхопочит. А зборчето поведение, ако се сеќавате, рековме, означува начин на живење, животен стил. Вашиот животен стил да не биде според овој свет, рековме, нели, су шематизо, схематизо, не да се следи шемата на овој свет, туку да се следи Божиот модел на живење. Во сето поведение, целиот животен пат да помине во страхопочит. Да живееме во страхопочит. Тоа е идејата што е вклучена овдека. Тоа значи дека Бог не оценува само дел од нашиот живот. Сето поведение во целиот живот се оценува. Бог не ни подготвува државен испит со 5 прашања за целата материја од животот. Туку Бог целиот живот, сето поведение во животот го оценува. Нема миг од нашиот живот кој не се испитува и не се оценува од Бог. Таа идеја вклучена овдека. Затоа вели со страхопочит целиот животен пат, сето поведение да биде одбележено со страхопочит. Зашто Бог се оценува. И моите мисли, и моите зборови, и моите дела. И дома, и на работа. И во црква, и во светот. Со страхопочит целиот животен пат, сето поведение. И зборчето страхопочит. Што значи тоа зборче? Што значи тоа со страхопочит? Да го поминеме целиот животен пат. Страхопочита не означува страв кој парализира, страв кој депримира и не прави да бидеме така некако бездействени, бидејќи ни е страв да правиме нешто, да го закопаме талантот, зашто Господарот е страшен и ќе не суди. Не е таа идејата. Станува збор за страв кој не мотивира, мотивација, мотивационен страв, страв кој инспирира да правиме нешто. Истиот страв кој го имаат студентите од испитите. Студентите знаат дека ги очекува испит. И што прават? Бидејќи има испит, ќе се уплашат и не учат. И ништо не прават. Не, знаејќи дека има испит, прават се што треба во текот на семестерот, учат, одат на вежби, полагат колоквиуми, се подготвуваат, за да кога ќе дојде моментот на испитот, да поминат, да се справат како што треба. Тоа е идејата овдека. Ние, сите ние, секој еден од нас, ќе даде отчет. Сите ние ќе се исправиме пред испит. И предметот на оценување е нашиот живот, целокупниот живот. И на тој испит ќе се види какво било нашето поведение. И тоа нешто не мотивира со страхопочит да го живееме животот. Тоа е мотиваторот. Нели почнавме со прашањето што она што не тера да го тераме, да го поминеме животот во светост и праведност. Што ќе не натера да го поминеме животот во светост? Па фактот дека Бог, нашиот небесен татко, во исто време и судија. Непристрасен судија, кој целиот наш живот
го испитува, го оценува. Секако, оние кои веруваат во Исус Христос, кои вистински поверувале, за нив нема оценка или испит за спасението. Тие се спасени во Исус Христос. Нашето спасение е подарок. Христос ни го подарува. Но нашите дела се оценуваат. Апостол Павле пише во 2 Коринтини 5 глава 10 стих дека сите ние ќе застанеме пред Христовиот суд и ќе биде оценет нашиот живот. Во 1 Коринтини 3 глава 14-15 стих предупредува дека нашите дела ќе бидат испитани во оган. И она што ќе устои во огнот ќе биде наградено. За она што нема да устои ќе претрпиме загуба. При тоа, оние, чиј што живот не устоял на оганот, ќе се спасено пишува како преку оган. Што значи тоа не можам да ви кажам. Со сигурност сум барал толкувања, но самата употреба на зборот како преку оган, вклучувањето на огнот во нашето спасение, веќе предупредува и е доволно да не мотивира да пазиме како живееме овдека на земјата. Зашто нашето спасение еден ден нашиот живот ќе се оцени и нашето спасение ќе биде или како преку оган, или пак со зборовите добро сторено. Добри и верен слуго, влези во радоста на својот Господар. Значи, фактот дека ќе биде испитувано, дека проверувано, дека оценувано од непристрасниот судија, не мотивира да внимаваме како живееме, да го живееме животот во светост и праведност. И на крајот на криштата, нашето поведение е најдобриот показател за тоа дали ние имаме вистинска вера и спасение. Значи, тоа е првиот мотиватор. Бог, нашиот небесен татко, кој е полн со љубов, со добрина, со милост, и тој тоа го покажа во спасението, дека навистина е полн со грижа, добрина и милост. Во исто време е и праведниот судија кој не прави компромис со својата праведност. Тој е совршен во секој поглед, совршен и во праведноста. И во судењето е совршен. И не прави никаков компромис. И тоа треба да ни мотивира да внимаваме како живееме. Ние можеме сосема слободно да се предадеме во прегратката на Бог и тој ќе не земе, нежно, со љубов. Но тоа не ослободува од одговорноста да го живееме животот пред очите на судијата, кој праведно и непристрасно суди. Што е првиот дел? Вториот дел. Треба да живееме во светот зашто сме спасени со неверојатна цена. За нас е платено многу. Знаејќи дека сте откупени не со распадливи нешта како сребро или злато, туку со скъпоценната кръв на Христос како невино и чисто јагне. Внимавајте, вие знаете дека е така, знаејќи, со тој збор почнува стихот. Вие знаете дека сте откупени со скъпоценната кръв на Исус Христос, но го заборавате тоа. Многу често го забораваме како сме спасени. И апостол Петар вели, оваа слика, чувајте си ја, постојано пред очи. Сликата на крстот нека постојано биде пред вашите очи. Господ Исус даде последната заповед пред да биде фатен и раснат беше: правете го ова за мој спомен. Јадете од левот, пиете од виното за мој спомен. За спомен на жртвата. Да се подсетуваме постојано. Во паричниците луѓето си носат слики од децата, од брачниот партнер, од родителите, од блиските. Снаите си носат од свекрвите, си носат слики од блиските. Некои си ги ставаат на бирото. Зошто? Зашто сакат да си ги гледат, да се подсетуваат на оние кои ги сакат и кои си ги погледат им станува мило. Да си ги видат оние што ги љубат. Срцето им затреперува од радост. Господ Исус вели, така Господната трпеза нека биде сликата, што вие ќе се носите постојано и ќе се подсетувате како сте спасени, што е платено за вашето спасение. И тоа да биде мотиваторот за вашиот свет живот. Значи,
Треба да се работи за на светоста. Светоста не доаѓа так. Се работи во умот, се работи во животот. Но за да го правиме тоа, треба да бидеме мотивирани. Без мотивација нема ништо. И која е мотивацијата? Знаеме што направи Бог за нас, знаеме кој е Тој, но и знаеме како го изработи тоа спасение. Плати многу скапа цена. Ние сме откупени со скъпоценната кръв на Исус Христос. Но откупот предпоставува, или за да ја оцениме Христовата жртва, да го цениме спасението и така да бидеме мотивирани, ние треба да осознаеме во какво робство живееме. Откупот, овде апостол Петар го употреба зборот откуп. Ние сме откупени од нешто. И тоа е пазарен термин во древноста. Обично кога ќе се спомне за откуп, нам не ни значи ништо зборот откуп. Денес. Ние сме откупени со скъпоценната кръв на Исус Христос. Но во древноста тој збор говорил многу. Кога ќе се спомнал зборот откуп, во тоа било вклучувано и многу емоција. Кога некој роб ќе бил откупен од робството, тоа значило радост за целото семејство. Откупот значи состојба на робство, претходна состојба на робство. Во древноста луѓето станувале робови на различен начин. Некои се раѓале како робови, родителите им биле робови, се раѓале во робовски семејства и останувале робови. Најмногу робови станувале со освојување. Кога се освои некоја земја, народот се поробувал и станувал робски народ. Некои станувале робови од финансиски причини. Кога ќе се задолжат кај некој човек, стануваат негов господар за откупат од долгот, финансискиот долг. Но сите робови, без разлика како станувале робови, знаеле многу, едно нешто го знаеле, со сигурно, и не им излегувало од глава. Живееле со тоа нешто. Дека не се припаѓаат на себе, туку му припаѓаат со собственост на господарот. И немаат слобода. Не можат да решаваат сами за себе. Господарот решава. Ова фраза што употребува апостол Петар асоцира, говори, подскажува нешто. Подскажува дека ние сме биле робови. Робови на нешто. Робови на суетното живење или на суетниот живот. Кој тој суетен живот? Ние сме робови на гревот и смртта која доаѓа од гревот. А смртта го осуетува целиот живот. Смртта прави секој труд што го вложуваме, се што градиме, да стане суетно. Тоа прави смртта. Колку и да се трудиме да направиме нешто, на крајот смртта го обесмислува сето тоа. Може да постигнеме многу нешто во животот, на крајот доаѓа смртта. И што прави суетниот човек? Се мачи да ги придоби они работи за кои верува дека ќе го осмислат неговиот живот. Едно нешто ќе прибави, но бидејќи ништо не може да задржи, се е привремено, ќе го загуби, потоа друго бари и тоа ќе го загуби и на крајот завршува во смрт. Изнемоштува и умира. Може да живе и 90 и 100 години, но на крајот пак смртта ќе обесмисли се. Ние живееме во тоа робство. Во робството на гревот и смртта. Гревот и смртта го обесмислуваат човечкиот живот. Животот без Христос, во грев, е живот во робство, бесмислен живот. Ти си врзан во смртта и не можеш да се ослободиш. Не си припагаш на себе. На крајот смртта го има последниот збор. Како што Господарот го има последниот збор над робот. Така смртта го има последниот збор на тоние кои ги поробила смртта. Живееме во робство. Христос не откупи од тоа робство. Не откупи од смртта, ни вети воскресение во вечноста. Тој ни рече, Словото ни ветува на крајот на 15 глава, првото послание до Коринтијаните. Вашиот труд во Господа не е залуден, не е суетен со други зборови. Она што го правите како спасени во Господ, се што правите, има трајна вредност, не е суетно. Ние сме откупени од суетниот живот. Но човек ја оцени Христовата жртва. За да го оцени спасението, треба да разбере дека тој е роб на суетниот живот.
Се додека не осознае дека е роб на суетниот живот, нема да го побари Исус Христос. Се додека не осознае дека е роб на суетниот живот во кој што основниот проблем е гревот и смртта, тој нема да има мотивација да живее живот во Христос. Нема да има таква мотивација. И тука е проблемот за плиткоста на современото христијанство. Имаме плиткост во христијанскиот, во духовниот живот. Зошто? Зашто современиот човек си поставил некои стандарди кои за него се основни проблеми што треба да ги решава. И кои се тие стандарди? Да се постигне материјален стандард на живење и социјален стандард на живење. Тоа е основното. И сите за тоа се бориме. За тоа се борат луѓето. И во политиката и во секој друг поглед. Стандард, материјален и социјален на живење. И тоа влегува од црквата. И на луѓето им се нуди Христос кој ќе им помогне да постигнат добар, социјален и финансиски стандард на живење. Со пари, со успех во општеството, со просперитет во тој однос. И така Христос им станува само дополнителната помош во постигање на тие стандарди што и светот се ги поставил. И ние сега преку Христос, со Христос, ќе го постигнеме тој просперитетен живот во материјален поглед и во социјален поглед. Тоа е современото христијанство, просперитетното христијанство. Христос како помошникот во постигање на целите кои светот ги има. И на црквата затоа се гледа денес пред се како на социјално општество, како на клуб во кој што ти ќе задоволиш некакви социјални потреби. Апостол Петар вели, робството е суетниот живот. Проблемот, коренот на проблемот на човекот е гревот и смртта. И Христос дојде да го реши тој проблем. Не материјалниот, не здравствениот, не социјалниот. Да го реши прво, пред се, проблемот на суетниот живот. И потоа се разбира, тоа ќе донесе решавање и на сите други проблеми во животот. Но тоа е основното и тоа е суштинското. И ако човек не го осознае тој проблем, дека без Христос останува во суетниот живот, какви стандарди да постигне на материјално живење, останува во суетниот живот. Без Христос останува роб на гревот и на смртта. И на крајот на животот тој ќе осознае дека животот му бил суетен. И сега дека не го осознае тоа, нема да има мотивација да го живее Христовиот живот во светост и праведност. И затоа тоа го дека го потенцира апостол Петар. Ние сме откупени од страшно робство. Најстрашното робство. Полесно е робството, земното робство на господари, земни господари. Во тоа време имало многу робови кои станале христијани. И за нив повеќе земното робство не представувало проблем. Зошто? Зашто биле ослободени од она најтешкото робство. Робството на гревот и на смртта. И продолжува, од тоа тешко, страшно робство, ние сме откупани со плакање на висока цена. Значи, ние сме робови кои сме платени, откупени, ослободени. Во древноста еден роб можел да биде ослободен само со злато и со сребро. Зашто било сметано дека златото и среброто се најскапите нешта, најскапоцените. И апостол Петар вели, вие сте откупени од најстрашното робство, не со најскапите метали, туку со скапоцената крв на Исус Христос. Со многу поскапа цена. Со неспоредливо поголема цена. И тоа треба да ве мотивира да го живеете вистинскиот живот. Позадината е поставена уште од првите страници на Библијата. Кога Адам и Ева сгрешија, а Бог ги предупреди ако сгрешат, ќе умрат и духовно и физички. Но во милоста Бог не им го одзеде животите. Самиот Бог жртвуваше животно. И со кожата на животното ги покри телата, голите тела на Адам и Ева, кои се мачија со смоквини листови да ги покријат. И тоа е првата жртва направена во историјата на човештвото. До тој момент немало убиство. Дури животните не се хранеле со животни. Пишува дека сите се хранеле со растителна храна. Не знам како реагирале Адам и Ева кога виделе крв. За прв пат во животот виделе крв. Останала некаква трага. Но таа трага ја сватиле,
сватиле, многу јасно сватиле дека гревот се решава само со смрт, со крв, со пролевање на крв. Тоа е начинот, нема друг начин. Гревот е толку страшен, престапот пред Бог е толку жесток, што само пролеа на крв може да го тргне, да го очисти. И во Стариот Завет постојано гледаме сцени во кои се подготвува она плакење, скапото плакење на спасението на човекот. Што му каже Бог на Авраам? Да го жртва својот син. Нема потешка заповед дадена во Библијата од таа заповед што ја доби Авраам. Не верувам дека некој во историјата добил потешка заповед од заповедта што Авраам ја доби. Својот единствен син да си го принесе во жртва. И Авраам се согласи со вера да го принесе. И во последен момент Бог му рече: остави го, има заменичка жртва, замена, еден овен. И сето тоа се сликите што на она скапа цена што требаше да се плати за откупот на човекот за гревот. Бог не откупи тоа што плати многу висока цена. Го жртвуваше својот единороден син. И сега прашањето на апостол Петар е: покрај толку високо, скапо платено цена за вас, за вашиот откуп од робството, како може да се враќате назад во гревот? Како може да се вратите повторно назад во робството на смртта? Тоа би требало да ве мотивира, знаејќи со каква висока цена сте платени. Кога некој роб е ослободен од робство, од Господарот, од тешкото робство, тој повеќе нема намера, не ни помислува да се враќа назад во робство, туку се обидува максимално да го одживее животот во слобода. И прашањето на апостол Петар е: како вие, кои сте платени да бидете откупени од страшното робство, како ќе се вратите повторно назад во тоа робство? Од една страна, Бог во неговата љубов ве плати за вас висока цена, тој го проценува вашиот живот, покажа љубов. Како ќе одвратите вие, ако не со посветен на Бог живот? Тоа е единствената алтернатива. Представете си, тука дава една таква слика авторот. Представете си, жена е спасена од незиниот маж, од некој насилник, кој сакал да ја повреди. И при тоа загинал, спасувајќи ја. И сега, би било ли нормално таа жена да бара романса со тој насилник, од кого била спасена? Вие сте биле повредувани од гревот, како робови на гревот, и сте ослободени. А за да бидете ослободени од тоа робство, Спасителот умре, загина, спасувајќи ве. И како ќе се враќате повторно назад во тоа робство? И на крајот на краиштата треба да бидете одговорни зашто самиот Бог го изврши спасението. Тој откупот го изврши самиот Бог. Го воскресна Исус Христос од мртвите, му даде славата, вашата вера и вашата надежда да бидат во Бог. Знаете, ние луѓето патиме од еден проблем. Сакаме ние да бидеме заслужни за нештото. Нам да ни припадне пофалбата и на крајот да кажеме ние го заслуживме тоа. И затоа во сите други религии, со исклучок на христијанството, спасението е по заслуга на човекот. Во останатите религии луѓето сами се спасуваат, нивните дела ги спасуваат. Единствено овдека Бог не спасува. Се направи Бог за нашето спасение. И затоа, бидејќи се Бог направи за нашето спасение, ние не можеме да се однесуваме со лесна рака. Не можеме да правиме што си сакаме, бидејќи не ние го заслуживме, туку Христос го заслужи нашето спасение. Знаете, кога е нешто твое и ти си го заслужил, се однесуваш послободно. Меѓутоа, кога некој ќе ти даде нешто, ќе ти го подари, одговорноста е поголема. Внимаваш, зашто ти е подарено. И тоа со многу висока цена е купено тоа што ти е подарено. Со многу висока цена е платено. И тоа не е подготвено, вели овде апостол Петар, во моментот, ненадејно.
Во последниот момент Бог решил како да го направи тоа. Уште пред создавањето на световите, Бог го подготвил спасителниот план. И имајќи го сето тоа во предвид, вели апостол Петар, бидете мотивирани да го живеете животот во светот. Бидете мотивирани вашиот ум да го прилагодувате не кон овој свет, туку да го прилагодувате и да го сообразувате со Божиот ум. Бидете мотивирани да се борите против похотите и да се спротивставите на притисокот на светот. Бидете мотивирани зашто вашиот живот се проценува, се оценува, се испитува. Секој миг од вашиот живот се испитува. Бидете мотивирани зашто вашето спасение, вашата слобода од суетноста е платена со многу висока цена. Не со злато и сребро, со скъпоценната кръв на Исус Христос. И накрая еден случай со едно дете. Мало дете, на 10 години. Многу сакало да игра голф. Да удира со оној стапот за голф. И му купиле детски прибор. Со некој топче кое не е многу страшно. Не е опасно. И детето си играло. Меѓутоа, постојано така го копкало желбата да удри со вистинска топка и со вистински инструмент за голф. Не знам како се вика стапот. И отишел ги зел од дома, приборот на татко му, отишел од дворот и замовнал. И летнала топката или топчето, летнало, скршило прозорецот и слушнал вик. Влегол внатре и ја видел на земјата мајка му цялата раскрварена во крв. Таа слика така го променило поведението на детето, што цел живот внимавал како постапува и што прави. Ние имаме слика. Нашиот Спасител, целиот во крв, кој го изработува нашето спасение. И ако таа слика, таа љубов, која го одведе Христос на крстот и таа крв што ја пролеа, не мотивира да го живееме животот во светост и праведност, нема ништо друго да не мотивира. Имаме толку силна мотивација да го исполниме она што апостол Петар не го запишал овдека. Да го живееме оној живот што Бог го има за нас подготвено. И Господ да ни помага да го живееме тој живот. И ако ја памтиме таа слика, ако живееме со таа слика, нема да има ништо претешко кој би требало да го направиме во нашиот живот. Ќе бидеме доволно мотивирани. Амин.